темата, на която не сакаме да размислуваме, да дискутираме заедно, да споделяме мисли, е кой е твоят потенциал. Има един стих в Библията, само ки го прочитам. Вика Ефесяните 2.10, именно Негово дело сме, създадени во Христа Исус, во Христос Исус за добри дела, кои Бог ги подготви отнапред, за да живееме во нив. Има една илустрация, може следния слайд. Илустрацията за 4 свейки. Я имате ли слушнато за 4 свейки? Не. Епа, значи, сега ќе видам. Ќе почнеме од најмаленката, најкратката свеќа. Најкратката свеќа, вика, таа свеќа го представува еден многу возрастен човек. Тој бил спасен или наново роден пред известно време. Неговата светлина е силна. Знаете, свеќата како се намалува, огинот, пламенот е, светлината што ја дава е поголема, но му останува уште многу малку време да светли за Христос. Кога вика, кога само би го чул Евангелието, кога бил помлад, ќе имал повеќе време да светли за Исус. А не да го потроши, вика, сиот свој живот во греф и во незнаење. Втората свеќа, по големина, таа свеќа го представува животот на една средовечна Господја. Таа минатата година го слушнала Евангелието и поверувала во Христос. Таа сега сака да сведочи за Него, но незините собствени деца и внуци неќат ни да слушнат. Бидејќи се веќе децата се пораснати, си имат своји фамилии, своји проблеми, своји животи и така натаму. Кога вика некој би ми го кажал Евангелието многу порано, да можев и јас тогаш да поверував и да можев да им кажам на моите деца и на моите внуци. Третата свеќа по големина е свеќа која го представува животот на едно момче, на младо момче или на млада девојка. Само века пред 6 месеци некој му беше рекол и го беше рекло Евангелието на тој на таа и тој таа беше спасен. Колку само му беше или беше жал што си навлече врз себе толку многу гревови за време на тинеџерските години. Вика да имаше само некој да ми говореше за Исус кога бев дете. И четвртата свеќа, по големина, најдолгата свеќа, таа го представува животот на едно дете. Некој му го беше објаснил Евангелието или патот на спасението и тоа детенце поверувало во Исус. И сега неговата светлина ќе свети до крајот на неговиот живот за кој? За Исус. Темата, како што видовте на почетокот, може би следниот слайд, беше кој е твојот потенцијал. Сите ние имаме потенцијал за Господ. Сега, колку тој потенцијал ќе го користиме за Него, за Негова слава, тоа се зависи од нас. Најдов дефиниција за зборот потенцијал, мислам дека е следниот слайд, има ја дефиницијата, вика вака. Под зборот потенцијал се подразбира моментално нереализирана способност. Има ли ви логика? Значи, моментално нереализирана способност. Значи, имаш потенцијал. Ама што треба да направиш со него? Да го реализираш. Значи, тоа е моментално нереализирана способност. Родителите и учителите по некој пат знаат да кажат, некој коментар вика во стилот вика тој или таа не работи според потенцијалот кој што го има. Го бива детето, ама не работи. Или пак треба да се работи со него или со неа за потенцијалот кој што го има да го достигне својот максимум. Некои психолози и автори, Елен Кенеди Мур и некој си Марк Лауентал, не ми се познати, мислам, ама имат интересно кажано напишано за потенцијалот. Вика потенцијалот, мислам дека е следниот слайд, мислам, не сум сигурен, јас со слайдовите, не, врни назад. Вика потенцијалот не е крајна точка. Често пати викаме, тоа да го достигнам и врв, толка е. Вика потенцијалот не е крајна точка, туку е капацитет, можност за понатамошно растење и учење. Значи не е сега тоа ќе го достигнам и веќе не е топ.
знам да свирам гитара. Целта ми е гитара да свирам. И сега знам да свирам гитара и толкова. Не, то е само, как ще викат на тия, това века не е крайна точка, тук е капацитет или можност за понатамъчно растење и учење. Значи това трябва да се развива. За жал, потенцијалот може да биде нешто што може да остане и неостварено или нереализирано. Ева ќе ви кажам кај кој луѓе. Децата кои што ги абортираат, т.е. ги убиваат, тие се неродени се и тие во себе имат од Бог даден потенцијал. Но бидејќи некој ги убива пред време, тие личности, тие луѓе кои што не се ни дошли се уште на овој свет, тие својот потенцијал од Бог им даде, тие не можат да го реализираат. Знаете ли, личности од светската позната сцена, кои што се познати личности, кои што нивните родители сакале да ги убијат, т.е. да ги абортираат. Знаете ли нека таква личност од познат ранг, светски ранг? Селин Дион ви кажува ли нешто? Селин Дион. Незините, тоа е информација од интернет, ако не точна, или таа лажи, или јас не саке да лажам, тук не знам. Ама незините сакале да ја абортираат, бидејќи било несакано дете. А каков потенцијал, мислам, за пеење, таа жена, мислам дека се уште жива. Мислам дека е жива. Имаш некои проблеми со грлото, не може да пее така натаму, но како и да е. Значи, огромен потенцијал, глас топ, а замислете да била убиена уште во стомакот на мајка. Секоја личност, во себе има потенцијал за добро, но имаме потенцијал и за зло. Сега потенцијал за зло не е од Бог, да се разбереме. Значи, она што е од Бог дадено, тоа е добро, а поради нашата грешност и расипаност, ние имаме потенцијал и за зло. Една таква личност, која што сите ја зборуваат, кај нас ќе почнеме да не ја зборуваме, бидејќи кај нас некои нешта се забрануваат, е Хитлер. Значи Хитлер како харизматска личност се појавува во Германија 1933 неговата неонацистичка или како партија доаѓа на власт и тој од земја која што е во хаос, значи економијата е нула, тој успева да го обедини сиот народ и да направи Германија да ја направи светска сила. Сега тој го користи војната индустрија, произведува тенкови, авиони и така натаму, и тој негов потенцијал тој го користи за што? За зло. А не морало да биде така, нели? И знаеме, Втора светска војна, Холокауст, милиони жртви. Друга една земја, светска земја, се американците, не Соединетите американски држави. Тоа кажеме Америка има и Јужна, има и Северна Америка. Америка има огромен потенцијал во себе. Богати се и се што има таму. Таа има потенцијал во себе да биде светски лидер. И што е, на некој начин, арно ама, тој потенцијал не секој пат американците го користат за добро. За жал. А имат потенцијал во себе да го користат за добро. Но, да е светно не се приказната малко. Секој човек, во себе, има потенцијал поголем или помал, кој што треба да го открие и кој што треба максимално да го развива. Значи, секој од нас има потенцијал за нешто, не за зло, за добро. И само треба да го откриеш и да го развиеш. Често пати не знаеме да кажеме ние и да слушаме, да тебе за ништо не те бива. Знаете, не ли? Или некој така и на вас ви има кажено. Тебе, друже, за ништо не те бива. Точно ли е? Не е. Значи, ако некој ти каже тебе за ништо не те бива, ич не го слушај. Не е точно. Тебе за нешто мора да те бива. Ти си Божје создание, јас сум Божје создание и за нешто мора да те бива. Мора. Пред некој ден му се јавам еден другарче, викам, шо правиш? Ја вика, лежам. Викам, болен си.
Не. И викам, що ти е? Викаме, фати мръза. Мръзите ги бива ли за нещо? Па ги бива и ник за нещо, не да лежате. Значи ник ги бива за нещо. Значи дори и да те фати мръза, дори нищо не се прави и тебе те бива за нещо. Другар ще вика, нищо. Мръза ме. Така, лежа. Добре, викам, айде излежи се пак и ми кажеш после. Пред некое време, аз иначе возам точок, чисто да ви се похвалям. За некои това нищо не значи, за мен е много и Никола има точък доле паркирана. Така натам. Пред некое време от Муртино, аз съм от Моноспитоване иначе, от Муртино взимам едно дете со мен. Дете, не е дете, да е маш. И викам, айде да возим. Он не вози точък. Ама вика, точко не ми го пива, нямам кондиция, аз нямам возено. Ние чисто не викам, ке возиме. И от дека ке возиме. Вие кои ще не знаете, Муртино, накъй Геренот, кой стода там, Геренот, накъй Свидовица, има там един асфалтен път. Арно, бидейки се ходи накъй Беласица, почнува що? Малко и да се поднакачва. Има горнинки, не е страшно, ама има горнинки. Ама за тия, кои ще не возят точък, тая горнинка ни пешки не се ходи, камо ли са точък. И другарчето на първата горнинка вика, и аз се вракам. Абе, чекай, викам, няма 50 метра тук, това много е малко. И сега го обедвам, абе, ке можеш, върти само, немой много, полекичка, само въртка и така натам. Так, полекичка, първата горнинка я изкачим. И сега викам, одиме на кай Банско. Вие, кои ще го знаете на Пато, одиме на кай Банско на лево файкеме, Баня Банско, цар Самуил и така натам. Целта ни беше да отидем до цар Самуил. Арно, ама как одиме на кай Банско, планинска бенесо, има некъде лопки, се спущаш, ама веќе трябва да се качиш. Не е страшно, ама ако не возите точък, е много страшно. Аз ще ви кажа от моето возачко изкуство, 2000, не знам и кога беше годината, пръв път со троица другари одиме от Струмица до Колешино, има 18 км. Па не знам колко пъти застанаваме да се отмаряме. Значи не знам колко пъти застанаваме да се отмаряме. Ама како и да е. Другарчето на втората угодница вика, не, аз вика, толкова аз не можем. И пак е исто. Абе, ке можеш, абе, въртки, не е проблем, още малко. И накрай, стигнаме и дори до цар Самуил, а тук пред Банско, ако знаете, кажете заводу за Банско за рехабилитация, не е дзит, ама е полудзит сред пато. Значи тежко е. И тук успея дечкото да я извърти и дойдеме до цар Самуил, там има топла вода на чешмичка, мисля да се още тече, ако не е вземено от олигарсите, които там да деят наоколо. И дойдеме до там. Но що ми е поентата? Ако он се върнеше на първата угорничка, която беше 50 метра максимум, дали имаше 50 метра, он не можеше да каже, аз успеях да дойдам до цар Самуил. За човек, който не вози точък, то е успех. Ама како ќе откриеш дали те бива, ако не пробаш? Ще може да пробаш. Така да той проба и виде дека може. Вика, тук има за вика запиша нещо, вика потенциал, вика чека да биде откриен и разбуден, како джин кој што спие. И това е така, ние имаме джин кој што спие во нас и чека да биде разбуден. Пак ќе кажем, за добро, не за лошо. За лошо, секој може да направи. Секој во себе има потенцијал за естетика, за бизнис, за музика, мислам, не сите да има, некој за нешто го бива, некој вика за естетика, друг за бизнис, трет за музика, трет за спорт, четврт за пет и така натаму и така натаму. Кој е твојот од Бог ти даден потенцијал? Го имаш ли? Го знаеш ли? Сигурно го имаш. Ако не го знаеш, што треба да направиш? Треба да го откриеш. И молимо се на Господа. Или послушай ги брајките и сестрите около тебе. Некој ќе ти каже нешто, абе тебе те бива за таа работа. Слушай што ќе ти кажат. И така натаму. Но, ако се още си викаш, абе, ама другите ги бива, мене не ме бива, седни си, кажи, чекай, защо мене ме бива? Боже, мене ме бива ли за нещо? И веруваме дека ќе откриеш дека те бива за нещо. Сега малко додем и на Библията, доста не беше светски муавети, одеме сега на Библията да видим. Дали Библията нещо ни говори за, може следният слайд? Следният слайд е за Давид. Кой е Давид? От почетокот, откаде ние пръв път слушаме за Давид во некоја случка от Библията? Прва случка е со Самуил, нели? Давид е, кога Самуил не доваѓа во неговата куќа, дека е Давид? Он е на полето. Он ги чува овците. Значи, он е дете без што? Овчар. Нели?
Ние кой кажем днеска овчар, се мисли, тая човек не е без прост, без образование и така натам. Демек, що знае един овчар да направи? Не е точно. Абе чуй овци да видиш колко е тежко. Защо луѓето се откажуват от овците? Не бива, тежко е. По планини, по дождове, по снегища и така натам. Но, Давид. Давид е момче, кој што ги чува овците, да дури и неговите, татко му, вероятно и майка му е жива, не знаем, майката мислам дека не се спомнува во целата случка, нема е никъде, ама вероятно е жива, па и да не е бил, не е битно. Значи, татко му, ни брајката негови, во него не гледат никаков потенцијал. И си викат, ние денеска имаме важен гост, нели? Пророкот Самуил ќе дојде, ти сега оди ги со овците, ние ќе бидеме дома, бидејќи нели важно нешто треба да се случи. Значи тие во него не гледат ништо. Тебе дете за ништо не те бива. Тоа за ништо не те бива. Може да си го читате во прва книга Самуилова, 16 глава, од 6 до 13 стих. Дури, кога брајките се на фронтот, кога се борат, т.е. се борат, се кријат, нели, Голијат кога ги предизвикува, дури и него, и тогаш него праќат на фронтот. Дали е бил малолетен, дали е бил ситен, не, тоа ние не го знаеме, но како и да е, ни тогаш не гледат во него потенцијал. Разбирате ли? Значи, кога доаѓа Самуил да го помаза новиот цар, ти дете, чуј ги овците, ти не си за цар. Мислам, дали знае, дали ќе биде цар, нема врска. Кога требаш да се борат, нели, со филистејците, т.е. се кријат, не требаш да се кријат, треба да се борат, ни таму не го праќа, тука, ај сега вика ти однеси им храна на брајките и таму, на тај заповедник од таму и така натаму. Значи, во него никој не гледа потенцијал. Но кој гледаш потенцијал во него? Бог. Што рече Самуил кога требаше да го помаза новиот цар? Што рече Самуил? Бог не гледа на лице. Бог не гледа на лице, т.е. Бог му рече на Самуил, Самуил ќе запише, Бог не гледа на лице, туку Бог гледа на срце. Значи, Бог гледаше во срцето на Давид. И како е наречен Давид? Човек по Божието срце. Тоа што другите не го гледаја, тоа го гледаше Бог. И после го гледате Давид. Од пастирче, овчарче, до војник, до војсководец, до царски зет, до крал. Така ли е? Од дека почна Давид? Од нула, кога никој во него не гледаше ништо. Се сеќавате ли на тие? Може. Вика, Бог во тебе гледа нешто што другите не го гледат. Значи, кога некој ќе те игнорира заради нешто си, нели? Ти вика, дури нема ти кажа да те бива, нели? Доста е што ќе те испратат да ги чуваш овците. Тоа значи дека ти не си за тук. Но кога другите не гледат ништо во тебе, кој гледа? Бог гледа во тебе. Се сеќавате ли на таа изјавата од тие, како се вика, психолози, автори и така натаму? Што беше потенцијалот? Значи не е крајна точка, тука е капацитет, можност за понатамошно растање и учење. Давид не беше право помазан за цар од Самуил и право тънк, одма се не, тој требаше пак беше кај овците, па пак беше кај брајката на сирни им носеше тамо, па после со Голија требаше се тепа, па требаше да бега од Саул, да се крие, дури тогаш стана крал. Но и тука не беше крајот. Сега е врв и сега ќе легнем и ќе кажем на душо, јаде, пи и весели се. Значи тој и понатаму се развиваше и така натаму. Одиме на следниот слайд. Друг еден потенцијал кој што е спомнат во Библијата е Аврам. Имаме текст во Битие, 15 глава, од 1 до 5 стих. Божиот збор вели вака. Значи Битие, прва книга Мојсеева, 15 глава, од 1 до 5 стих. По тие настани Бог му испрати слово на Авраама во видение. Не бој се, Аврааме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Авраам рече: Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останам без пород? Кога овој Елиезер од Дамас ќе го наследи мојот дом. Авраам уште рече: Ете, ти не ми даде потомство, и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово: тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, кој ќе произлезе од твоето бедро. Го изведе надвор Бог на Авраама и рече: Вика, погледни сега на небото и изброи ги звездите, ако можеш да ги преброиш. И му рече: толкаво ќе биде твоето потомство. Авраам му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност.
Що му ветува Бог на Авраам? Дека ќе му даде огромно потомство. А той човек веќе пред смрт, жена му е стара, он е стар, деца. Па ние вика цел живот пробуваме да имаме дете, не бива Боже, сега ти сакаш да ми кажеш дека ние ќе добиеме огромно потомство. Но Бог е тој кој што во Авраам го гледа потенцијалот на што? На огромна вера. Тука не е прашањето за потомството ќе биде огромно. Тука што е потенцијалот на Авраам? Вера. Авраам ќе нема стотици деца. Колку деца ќе има Авраам? Ќе има само едно, т.е. две. Значи, ако мислите дека на Авраам, кога Бог му вика, ќе имаш голямо потомство, јас погледна ги звездите, ако може да ги преброиш и така натаму, дека тој вика Боже, завршена работата. Се лажеме. На првата пречка, жена му вика, слушай, не е била работата, ја тя слугинката, по-млада, легни со нея, детето ќе го роде, ќе си го присвоиме, ќе си бе нашо, ја го наследнико. Дека е верата тука кај Авраам? Одма, так и готово. Детето си го взимат и демек тоа ќе биде нашето дете. Но тоа ли беше ветувањето? Тој ли беше потенцијал кој што Бог го гледаше во Авраам? Не. Но Јахве не се откажува од него. Значи Јахве се држи на тоа што сака да го направи со Авраам. Не се откажува од него, иако не Авраам не застрано. Значи Јахве ќе го исполни своето ветување, Исак ќе се роди, но потенцијалот и верата кај Авраам не е достигната. Не беше само ја ти го синчето, ја ти го наследникот, нели сега веќе толку е веќе. Може да се умреш на рада. После некое време што му вика Бог на Авраам. Земи го сега синте, однеси го таму, заколи го и ќе бидам задоволен. Што прави Авраам? Се буни ли? Го гледате ли Авраам дека се буни? Може би некој таму што не запишал, не знае, но тоа што запишал нема никаде. Авраам го зима, го носи и веќе е спремен што? Да го коле своето дете. И Бог му вика стоп, гледаме Аврааме и така натаму и така натаму. Татко на верата. Не џабе е Авраам наречен татко на верата. Бог во него што гледа? Огромен потенцијал. Може би и некој од вас си размислува, вие кои ще да кажем сте по-возрастни. Веќе возрастни сум и јас, 50 години сум, така да и јас сум возрастните, ама може би си викате, ама јас, Боже, мене, шо? Стар сум, веќе, стара сум, годините веќе ми тежат и така натаму, шо јас можам да направам за тебе? Така ли е? Не. И Авраам и Сара беа стари. Не само што беа стари, туку Сара вика, значи кај мене вика, женското е поминато, нели? Јас не можам да станам мајка. Толку е веќе со мен, тоа е веќе завршна приказна. Но Бог гледаше нешто друго. Ја знаете таа поговорка што вика дека човек се учи додека е жив. И сега ќе ви кажеме за случка од Струмица, после таа иста проповед ја имам проповедувано кај нас од Струмица, ми доаѓа една сестра, повозрастна е, вика, нели са, ова сега ќе изгледа како јас се фалам, што им кажам, фалам на Господ, нешто тоа што јас сум го кажал, Бог преку мене дошло до нечие уши и срце. И сестрата вика така, вика фала ти за зборот кој што го кажале, за словото, оти јас се мислеа кога сум века стара и дека веќе не, толку века што може да правам за Господ. Нема стари или млади за Господ. Разбирате ли? На никој времето не му е поминато. Бог со тебе, колку и години да имаш, Бог со тебе или за тебе има нешто кој што те чека само ти да го направиш. Друг не го прави. Значи тоа што Бог го има за мене, јас да го направам, не може, не може. Малку криво кажано, ама пак е нека е криво, ама не може да го направи друг освен јас. Бидејќи Бог го има тоа замислено за мене, како што го беше замислено и за Авраам. Она што ти треба да направиш е следното. Баре од Бог да ти покаже што е тоа и почни да работиш на него. Не викај, ама годините, Боже, веќе ми се изминати. Пак да ги повториме тие зборовите, некој што ви кажа, вика потенцијалот не е крајна точка, туку капацитет, зашто? За понатамошно учење, растење и така натаму.
Значи нема годините ми, Боже, изпоминавам и моите години, веки аз не може да правим нищо. Не, можеш. Ако може Сара и Авраам да имат деца на 100 години, а можем и ние да направим нещо за Господ плюс. По-натамо, Савле. Що знаете за Савле? Аз да не разкажам цяло време. Що знаете за Савле? За Савле. Добро. Значи Савле е младо момче, нали? Образовано младо момче, во кое што, нали, неговите тутори, нали, учители гледат огромен што? Потенцијал. Тие го спремат. Значи тоа не е ова како нашите политичари, секаде политичарите, значи тие политичари што се појавуват на сцена не излеват од некоја фиока некаде, некој ги спрема тие луѓе за да дојдат после на некоја си позиција, ги спремат. Сега не знаете нашите зашто ги спремат. И Савле не го спремаа за нешто поубаво. Значи Савле го спремаа да биде што? Фарисеј. Законник, строг и така натаму. Кога треба да биде убиен, кој? Првиот маченик како се викаше? Стефан. Што чест му дават на Савле? Знаете ли? Што чест му дава на Савле? Значи вика тие облеки да ги чуваш, тие се соблече, што се соблече за крвта, да не кога ќе фрлат со камења, тука летат искри, крв прска и така натаму, да не ја чуваш облеката. Значи тие го спремаа за отпосле Савле, ако читате во Дела, што се случуваше? Полн со шо? Со гнев, полн со омрза, дури крвнички, крвник, взима писмото од Иерусалим, од там од власта, оде во Дамаск, целта му е таа, да ги фаќа, да ги затвара христијаните, па по можност, ако некој може да го кркне. Он има дозвола како Джеймс Бонд. Што има Джеймс Бонд? Дозвола за што? За убивање. Дозвола за убивање. Значи, Савле има, он е Джеймс Бонд во тогашно време. Значи, дозвола да убива. И за тоа го спрема. Значи, луѓето кои што беа неговите тутори, учители, го спремаа да бидат тоа што е. Фарисеј, спремен за неговата вера и да зимат туги животи. За тоа го спрема. За тоа можете ли повеќе да се прочитате во Дела 9. А во иста таа Дела 9, во Дамаск, вика вака, а Господ му рече на Анани, оди вика, зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред израилевите синови. 9:15 Дела. Значи, која е слеп Савле, која се моли таму 3 дена и така натаму, во една кукичка таму некаде во Дамаск, Бог му кажува на Анани. Стани Анани, оди сега во кукичката таму и таму. Таму е Савле, тој е мојот избран сад. И што прави сега Савле? Веќе станува што? Станува Павле. Значи, Савле не станува Павле и така натаму, и тој кој што ги прогонуваше, тие кои што веруваа во Христос, тој кој што ги затвараше тие кои што верува во Христос, тој кој што ги убиваше тие кои што верува во Христос, сега тој оди и што прави? Шири Божјото слово. И веднаш го проповедаше Исуса по синагогите дека тој е Божји син. Тоа го правеше Савле, тоест Павле. Од оној кој што имаше капацитет да биде злобник, крвник, сега не еднаш, Бог во него гледа нешто друго и вика, сега Савле, ќе видиш што ќе прави за мен. И историјата на Савле, тоест на Павле, ја знаете. Може ли? Вика, споделувањето на Евангелието треба да биде твој животен стил. Значи, ние како христијани, сме повикани од Бог што да правиме? 28 глава во Матеј што вика на крајот таму? Одете вика по цел свет и направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал и еве, јас сум со вас, ќе каже Господ, во сите дни до свршетокот на светот. Амин. Матеј 28:19-20. Може ќе кажеш па сега, мене да сведочам не ме бива. Има ли тука некој кој што да сведочи не го бива? Има ли? Не знам, помеѓу вас, може би нема и фала на Господ и не треба да има, ама сигурно имате слушното, мене нема бива за таа работичка. Добро, може да кажеш, не знаеш, не е убаво да говориш, немам проблем. Можеш ли,
на комшията да му дадеш един нов завет. Комши, я бе, взем прочити. Толкова не трябва филозофия. Или някой трактач, нали? Брошурка някоя християнска. Комши, нали, колежке, колега, не, взем прочити нещо. Значи не мора да застанеш сега тук, како аз да мелеш пола сега. Толкова е. Един сбор, прочити нещо. Значи не може християнин от Бог поставен, оди и нали, как ще тук, нали, оди и направи ги сите народи мои ученици, да кажам, дека мене за тая Божа служба, която ти ми я даваш и я заповедаш, мене не ме бива. Бог лаже ли? Лаже ли Бог? Бог не лаже. И бидейки Бог не лаже, значи те бива. Те бива. Ако не ми веруваш на сбор, ако не му веруваш на Бог на сбор, от те бива, ево пробай. Сега ако си отидеш тук, от тук, дома, наоружиш се от трактати и ево раздели ги. Во сградата къде ще живееш. Съндъчини има ли? Има. Ако живеете в куки, в малко там на улицата, лево, десно, 10 трактати да дадеш по съндъчинята, работата е завършена. Значи всекой от нас е повикан защо да биде? Сведок за Господ. Не сме ние повикани само да довагаме на служба, само ние да се ранеме, да ни разкажат от тук кой да е и да си отидеме дома, що беше убаво или не беше убаво, како да било и толкова. И аз не правя нищо, от мен не бива. Не те бива. Може не те бива да свираш, да пееш, ама те бива да го споделуваш Божиот збор с другите. Може. Како беше това? Потенциалът не е крайна точка, тук капацитет, можност за по-натамошно растење и учење. Мисля дека имаш още едно... Не, предходното имаше едно нещо, мисля дека... Нема, да. Ке го видимо следния слайд. Како да. Значи това те бива сигурно, те бива сигурно да бидеш сведок за Исус. И последното нещо, веќе ќе завршим още малкичко. Ново создание. Апостол Павле во 2 Коринтияните 5:17 ќе запише и ќе каже: и така, ако некој е во Христос, тој е ново создание, старото помина и ете се стана ново. 2 Коринтияните 5:17. Во секој човек, значи во секој има од Бог дадено потенцијал да стане што? Ново создание. Значи нема личност на оваа земја тука, значи човек кој што се раѓа, кој што го нема тој потенцијал во себе. Прашањето огромно е, ќе го искористиш ли тој потенцијал? Нели? И ќе станеш нова личност, ќе се нановородиш или ќе кажеш не, тоа не е за мен. Ние нели како луѓе, нели имаме многу потенцијали. И од тие потенцијали кои што ги имаме, значи ние може да речеме, може да ги имаме начин на тоа повеќето. Нели? Кој е бизнесмен, кој е уметник, кој е музичар и така натаму. Се тоа добро, нели? Ама ако не си го открил потенцијалот, така може да бидеш што? Ново во Христос, имаш пропуштено се. Една случка од животот на Господ вика вака: а Господ ја одговори и рече: Марта, Марта, сеќавате ли на тие збори? Ти се грижиш и вознемируваш за многу нешта, а потребно е само едно. Марија го избра добриот дел, што нема никогаш и никој да ја го одземе. Ние се грижиме за се и сешто. Како ќе биде сметки за струја, ова, она и така натаму. Или да успееме децата, кои нема деца ќе имат и така натаму. И се грижиме како ќе биде, што ќе биде. Ама чекай, а инвестираме ли во себе, во моето спасение? Инвестирам ли во спасението на моите деца? Инвестирам ли во спасението на моите близки? Или прво ми е како да преживееме пари, ова, она и така натаму. Што вика Господ? Зашто вика, што му користи на човекот? Ако го придобија цел свет, а на душата своја и на пакости. Значи, се може да имаш. Ево, се може да имам. Имам 3 точки, само да ви кажа. 3 точка имам. Јас се фанам за моите точки. Од си ги возмем, си ги сакам. Некој нема, може би, ще ви, 3 точки имам, аз немам ни еден точок. Како да? Ама тоа за мене задоволство ми прави,
А може да биде број еден во мојот живот. Точно да возам и ништо друго да не ме интересира. Може да бидам најдобриот велосипедист на светот, да усвојувам награди. Ами душата моја? Што ми вреди да бидам најдобриот велосипедист на светот, со сите можни тие Тур де Франс, Джиро де Италија, така, а душата моја да биде изгубена. Сака ли некој од вас да, ево сега тука малку да направиме размена, да стане и да си го каже за минутка своето сведоштво од кога си ти ново создание? Има ли нови создания тука кај вас? 17 октомври 1999 година. Добро. Ме најде Господ во шутка во притвор и ме направи ново создание. Слава на Господ. Така да запознавајќи го него, станам стварно ново создание. Значи, Има нешто старо ме тресам од време на време, ама Бог ми помага да се изчиста. значи, сега да не звучи малку грубо, ама нели како куче кога се треси, ние треба да се тресме од болови и така натаму. Значи ние чат пат некој кржи ќе закачиме на нашето тело. Ќе закачиме нешто што не чини, греф. Не треба да оставиме кржот да цица од нас, треба да го отстраниме боловите, вошките, треба да ги отстраниме од нас. Друг некој храбар да каже од кога си ново создание, од кога Бог го има, мислам го имаш ти откриено потенцијално дека можеш да бидеш ново создание. Леш во затвор. Во затвор, значи во затвор Бог открива во притвор. Пардон. И како и да, ама натам се оди. Таму веќе вратата се потесничка. Друг некој има ли? Ајде. Јас мислам дека тоа се случи бидејќи како христијанка влегов во мусулманско семејство и мора да бидам многу јака, да се држам за Божиот збор и преку животен пример да делувам на тоа семејство. Не нападно, туку со смиреност и трпевност. Супер, многу фала. Значи Бог може да ни искористи било дека да сме, значи потенцијалот за доброто кој што Бог го има во нас, може да го искористиме и во муслимански семејства. И апостол Павле, извинете се, апостол Павле ќе каже во Филипјаните следното. Но тоа што ми беше, вика, некогаш што? Придобивка, тоа го сметав за загуба поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавањето на Христос Исус, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад или за ѓубре, за да го придобиам Христос и да се најдам во Него, немајки своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа. Правдата на Бог, од Бог, врз основа на верата, за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него и во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението на мртвите. Филипјаните, 3 глава, од 7 до 11 стих. Павле, неле, како човек, кој што го спомнаваме пред малко, значи, како човек имал огромни потенцијали во себе, значи, учен, паметен и така натаму. Но тој работи и го развива до максимум најважниот потенцијал. Кој е тој? Познавањето на Христос. Како верни, како деца Божи, тоа треба да биде што? И нашиот движечки мотив во нашиот живот. Да бидеме што? Секојдневно послични на уште еден слайд имам, а тоа што сака да го кажам, вика, познавањето на Христос треба да биде врв на твојот потенцијал и тоа не треба да е крај. Значи не јас сега го знам Исус, јас сега сум си спасен и толку, разбирате ли? Не сме ние само дојдени тука да бидеме само спасени, значи мојата кожа да е, душичка да ми е спасена, а за другите сега Боже што да правам, нека се снараѓате тие. Ова последното малку е модифицирано, вика потенцијалот или верата во Христос. Не е крајна точка. Спасен сум и толку. Доволно ми е туку што? Туку е капацитет или можност за понатамошно растење и учење и секојдневно станување посличен на Христос. Затоа Павле и другарите околу него работат на што? Да го донесат секој човек до совршенство во Христос. Таа е целата работа на кој што Господ ни ја има. И кој е твојот потенцијал? Го имаш ли? Сигурно дека го имаш. Сеќавате на 4 свејки. Секоја од тие свејки, личности,
си имаше от Бога даден потенциал. Какво и да е времето, околностите, в които ти или аз живееме, изкористи го от Бог ти даденият потенциал. А Бог, значи, ти има дадено сигурно нещо. Може би е само едно, може би е повече. Що и да е, изкористи го за Божия слава. И нека навистина, нали, то, що ни е от Бог дадено, да не бидеме, нали, мързи, тук да го користиме за Негова слава, нали, а и да им послужиме на тие, които са около нас. Не ни е дадено само за нас, тук ни е дадено за другите. Значи имаме нещо в себе, що не е за нас, защото ќе каже големи Господ, не дойдох да служам, да ми служат, тук да им служам или послужам на другите. За това сме тук. За това го имаме потенциалът, който ни е даден от Бог. Амин.